Добро вечер, почитувани слушатели. Вие го слушате најновото издание на емисијата Филибастер. Наш вечерашен гостин е господинот Драган Ковачки, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Добро вечер, господине Ковачки. Добро вечер до вас, ве поздравам вас и вашите слушатели. Вака, вие за човек кој доаѓате од безбедносните структури, овие неколку дена ја тресат големи скандали државава. Имено сите оние документи што ги објави председателот на ВМРО ДПМН господинот Христијан Мицкоски, прво на брифинг со новинарите, потоа и на прес-конференција. Сега за сега официјално се излезени 214 фалсификувани патни исправи, односно тие не се фалсификувани, се на друго име и презиме, меѓутоа се оригинал документи издадени од македонските служби. Какви реперкусии ќе има ова се по државата? Ова што го објави председателот Христијан Мицкоски, мислам дека е само показател колку државата не е фрлена на колена и колку државата не е дури веќе ни хибриден режим, туку преминува во заробена држава. Структуриве кои што во моментов ја водат државата, посебно делот на безбедносните служби, укажуваат, односно нивното однесување и нивното поведение укажува дека не одиме во правилен правец, да вие издавате пасоши на криминалци, на наркобосови, на атентатори, на убици и така натака. Мислам дека е страшно за една млада држава, една кревка држава, која што туку стана членка на НАТО и претендира да влезе во Европската унија. И мислам дека по однос на тоа прашање мора подитно да се превземе одговорност. Мислам дека подитно е потребна оставка од министерот за внатрешни, господинот Оливер Спасовски, и подитно обвинителството да влезе да го истражи целокупниот случај. Дали се 200 пасоши, патни исправи или станува збори за нешто друго, во моментов не можеме да кажеме, меѓутоа и 200 да се, тоа е огромна бројка, да вие издадете пасош на свесно, значи да издадете пасош на лице кое што после тоа тој пасош ќе го користи за патување низ Европската унија или низ светот, и со тој пасош практично да влезе во една туѓа држава и да изврши убиство, при тоа представувајќи се како македонски државјанин, тоа е поразително за една држава, како што реков веќе, како што е нашава. И мислам дека овие последни изјави што ги дава министерот Спасовски, сега пробува да се излече, дека знаеле за акцијата, па тие ја почнали така натака. Мислам дека се заглавува се повеќе и повеќе и дека министерот се наоѓа во жив песок. Практично треба конечно да признае дека погрешиле и дека практично мафијата е во врвот на власта во Република Македонија. Не може, според мене, да се издаваат пасоши, патни исправи од страна на службеници, шалтерски работници и така натака, а при тоа за тоа да не знае врвот. Посебно кога станува збор за едни такви ликови кои што ги видовме денеска по социјалните мрежи и вчера. Денеска имавме можност да видиме по социјалните мрежи колку е тоа точно, јас не знам, меѓутоа треба да се провери и тоа убаво треба да се провери. Видовме дека дел од тие структури се возеле дури и со полициска придружба. Јас искрено не сакам да верувам дека е така, но доколку е тоа така, јас не би имал понатамошен коментар. Значи, мојот збор по однос на тоа прашање, односно мојот коментар ќе биде страшно. Не би сакал да верувам дека е тоа така. Но тие снимки беа објавени пред неколку часа и се веродостојни. Би сакал да се истражи дали е тоа така, и ако е тоа така, мислам дека оставка е најмалку што може да направи министерот Спасовски. Најмалку значи оставка.
Еве да опфатиме, да фатиме еден друг сегмент. Што е со тие 214 луѓе до сега на кои што им се украдени идентитети? Апсолутно, Извршено да. убиство во странска држава, Да. со негов документ, утре човекот ќе патува некаде, ќе го уапсат. Така е. Ќе го наведат дека он го извршил Ќе го убиството. уапсат, може и друго да му направат, знаете, ако веќе некој убил со ваш идентитет, може и него да го снајде истото, знаете, и тоа е многу сериозно, затоа реков страшно. Затоа го кажав тој збор, страшно. Не можете туку така да си крадете идентитети од луѓето, тоа се наши македонски граѓани. Сега вие им го крадете идентитетот и го давате на некој друг. За тој другиот да се послужува со тој идентитет и да работи нешто што е недозволено во туѓи држави. Не знам, мислам, многу е пресериозна е работава за да на овој начин се забошотува, односно да се дефокусира од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Мислите дека намерно се запошутува или не се презема ништо затоа што јас лично мислам дека нашата држава не е способна да се справи со овој сегашната власт. Да се разбереме, документите се издадени на меѓународни криминалци што тежат милиарди евра. Милиарди, така е. Значи не за илјадници и за милиони, зборуваме за милиарди. Милиарди со кои што дури и нашата држава не би можела како држава да се справи. И затоа викам дека е премногу сериозна оваа работа, за да се потцени. И таа работа не може да се направи од страна на шалтерски работници, таа работа се прави директно со знаење на врвот, односно на власта. И затоа реков оставката е најмалку што може да се направи веднаш обвинителството да премине во истрага. Веднаш да премине. Некако, одржа пресконференција вчера и министерот за внатрешни Оливер Спасовски и обвини дека ВМРО ДПМН како политичка партија и Христијан Мицкоски како председател на таа партија дека извршиле упад во акцијата. Интересно, имаше неколку акции кои што под најразлични изговори им избегаа сите криминалци, сите наркобосови. Ако говориме за онаа Грчец мафија. Така да, и во Грчец истата слични некои обиди за дефокусирање имаше. Сакам да ве прашам како е крива опозицијата за тоа што власта не се справува со работите кои што по дефолт, по закон треба да ги спроведе. На власта е најлесно така, значи секогаш мора да ја префрли вината на некој друг. Најлесно е така, знаете, да ја префрлите вината, не сум јас, секогаш е некој друг кривиот. И во секогаш во нашиот случај тоа е опозицијата крива. Меѓутоа тоа не е така. Секогаш власта е таа која што е одговорна и мора да носи одговорност за своите постапки, за своите дела или недела, за тоа што го превземала или не го превземала, за тоа што успеала или не успеала. Не може некој друг да ви биде крив. Вие сте институција. Вие имате председател, имате влада, имате парламент, имате сите градоначалници. Па посебно и Грчец, ако го земеме. Ако погледнете вие во Грчец, Социјалдемократскиот сојуз таму победува убедливо, така. Сега целата власт е во ваши раце, сега опозицијата ве саботирала. Дајте ви се молам, тоа е несериозно така да обвинувате и да дефокусирате. Ако сакате да бидеме искрени, значи ајде да погледнеме малку наназад, некако да ги потсетиме граѓаните, гледам дека се забораваат некои работи. Имавме ние случај кога од врвот на кабинетот, од врвот на Министерството за внатрешни работи имавме пробиени ПИМ мерки, така, посебни истражни мерки кои што се водеа за одредено лице од здравствениот систем. Колку ја што знам, тоа беше лице од кабинетот на Министерот за внатрешни работи, кој што ја има пробиена информацијата директно во кабинетот на лицето кое што било под ПИМ мерки. И тоа го има на снимка го има, значи, кај обвинителите. Ние не видовме што се случи понатака со тоа лице. Каде е тоа лице? Се превземаа ли мерки против тоа лице? Избркано ли? Казнето ли? Поднесена ли кривична пријава? Значи, пробивање на операцијата. Пробивање на криминалот. Зборувам за години наназад, во истиот тој кабинет. И сега не треба да не чуди ова што се случува и со Грчец, а па посебно ова денешно, мислам и пред неколку дена. Тоа е... Јас воопшто не сум изненаден, значи, воопшто не сум изненаден за начинот на кој што постапуваат и на кој што се обидуваат да дефокусираат со фрлајќи вината дека опозицијата е крива. Па она смешно обвинување таму дека вршел саботажа председателот. Мислам,
несериозно од еден правник како што е министерот да обвинува дека е направена саботажа. Саботажа може да направи човек кој што е внатре во институциите. Ме разбирате, не може човек што е надвор од институциите тоа да го прави. Пак ќе речем, институциите се нивни, не се наши, ние не сме во институциите. И според мене, јас само ќе кажам една работа, значи министерот го слушав денеска дека ќе ја проширувале истрагата и тоа можам да го поздравам, како што реков. Ја поздравувам таквата одлука да се прошири истрагата и дури ќе дадам насока, таа истрага треба да се прошири по вертикала. Значи да оди нагоре. Само таму ќе го најдеме одговорот. Се друго е замајување на јавност и разводнување на приказната. И мислам дека тоа нема да им помине овој пат. До сега еве во овие 2 дана се објавени идентитетите на неколку криминалци, многу мал дел. Претпоставувам ова ќе трае се подолго и подолго, меѓутоа би минјава како излегуваат. Посочено е дека има криминални структури од Европа, од Балканот, од Азија, дури од Јужна Америка, држави што се клучни за онаа трговија. Сега тие имаат сите македонски документи, ќе излезе на крајот дека македонската мафија е најмотна во светот. Точно така. Страшно. Страшно ова ми се чини дека ќе имаме реперкусии на меѓународен план. Се плашам дека ќе дојде до тоа. Не посакам така да се случи, меѓутоа се плашам. Значи страшна е работа. Еве како тие реперкусии наведено има деновеви анализи дека веќе Европската унија испреќа дел сигнали, дел и наши аналитичари дека ова ќе се одрази да ни се одземе безвизниот режим со Европската унија. Не би сакал тоа да се случи, меѓутоа по вакви едни случувања, значи кога гледаме дека практично институциите се, посебно безбедносните институции се избушени, практично не се професионални и подкупливи, подмитливи и така натаму, мислам дека посебно во делот на издавање, значи на патни исправи, за кој што толку многу се боревме, значи сега се боревме, зборувам како држава. Јас не сум имал прилика лично да се борам, меѓутоа структурите кои што биле пред мене, се сеќавате, еден поодминат период ги обезбедија слободното патување низ Европа. Сега тоа е нормално, стана нормално, па така не знаеме да го вреднуваме, знаете кога ќе стане нормално, меѓутоа кога тоа ќе го изгубиме, таа привилегија кога ќе изгубиме, тогаш ќе сватиме што сме изгубиле. И зошто дојде до тоа? Јас пак ќе речем, не би сакал до тоа да дојде и не посакувам лично. Меѓутоа ова е сериозно, пресериозна работа и мислам дека таа работа треба да биде топ тема на сите вести, да не се става на страна, како што гледам деновиве. Преска имав можност да погледнам неколку од ударните медиуми, да кажам, најгледаните, трета, четврта веста, значи, мислам, тоа е смешно. Смешно, значи, без разлика на тоа кој ги плаќа луѓето и од каде им се финансиите и кои им се уредувачките политики, мислам дека треба да покажат професионалност и загриженост за нашата држава. Затоа што ако ова помине, мислам дека се понатака веќе неважно. Очекувате ли? Еве, до сега немало реакции од други држави, барем не официјално, претпоставувам сето тоа се одвива преку дипломатски канали. Држави низ кои што транзитирале овие луѓе, каде што се правени убиства, криминали, дилање дрога, грабежи. Некако за сето ова ја барам одговорна е нашата држава. Па нашата држава го возможила тоа. Значи, нашата држава е најодговорна, односно луѓето што ја водат таа држава, затоа што тие се тие што ги издавале тие пасоши. Не можеме да се изземеме од одговорноста, без разлика кој ќе дојде, СДС утре да падне. И јас верувам дека многу брзо ќе паднат. Кој да дојде утре да дојдеме, значи ние ќе го носиме тоа бреме. Македонија е таа држава во која што се издавани такви и такви документи на такви и такви лица. Во таа и таа година, по датуми. И ние ќе влеземе во тие извештаи и на Европска унија, на сите значи ќе влеземе. Мислам, тоа е, ќе не прати тоа. Ќе не прати, од тоа нема да може да избегаме, мислам. Не се свесни колкава штета е нанесена на татковината. Не се свесни. Кога сме веќе кај она штети на татковината, последниве година и нешто ја тресе на корона криза. Секојдневно рушиме црни рекорди. Веќе избивме во први 3 држави по број на починати, по број на заболени, по број на жители, нели, статистички.
Вакцини се уште немаме набавено, ниту една. Па стигнаа некои вакцини. Стигнаа, меѓутоа се тоа е од донации, ние како држава... Да, за жал. Па каде е проблемот тука? Пак ќе речем кризниот менеджмент од самиот старт како се формираше, јас и во претходното интервју што го имавме, кризниот менеджмент тотално потврди, значи не се пронајде. Го слушам пред некој ден дури директорот, човекот сам си кажа, искрен беше, дека доколку не успее да го среди тој центар за управување со кризи, односно практички кризниот менеджмент за кој што е он надлежен, дека ќе си поднесе оставка. Јас уште пред неколку месеци кога го поставија човекот, јас реков дека го жртвуваат. Затоа што знам каков е системот, дека е нефункционален и дека луѓето едноставно не се способни за да се справат со оваа работа. Вакцини требаше, не само вакцини, значи целокупниот систем мораше да биде подготвен уште од летото, кога бевме во период така на една намалување на пандемијата, значи и така натака на ширење, значи требаше системот да се подготви за таа работа. Вакцини тогаш требаше да се почнат да се бараат, да се склучуваат договори, да се контактираат, значи тие најголеми компании на ниво декември, како што го слушнавме Пендаровски, председателот и Филипче, па дури не лажеше, нели? Те имате, нема, па се препелкаат, значи јас веќе не знам, не може да ми фатиш. Да ве прашам, како може министерот за здравство, председателот на државата и премиерот на државата откриваат кои месеци, нели на некој начин тоа е државна тајна? Тоа се деловни тајни, не се државни, меѓутоа се деловни тајни. Да, меѓутоа не личи на министерот на челниците на државата да се препуку преку социјално. Не личи апсолутно дека не личи. Социјалните медиуми не се за тоа. Значи вие не можете да државата да ја користите. Значи вие сте институција. И сите работи се решаваат во институциите, не преку социјалните медиуми. Вие водите државата, вие имате апсолутна власт. Значи се е ваше. Председател, премиер, собранието имате мнозинство, градоначалниците се ваши, комплетната власт е ваша. Не може да се препукувате преку Фейсбук или преку Твитер. Тоа е несериозно, мислам. И да е така тоа се решава, значи, внатре во институциите. Деновиве видовме дека дури министерот, односно вице-премиерот за европски интеграции, министерот Димитров, имаше некоја објава за човекот што почина тамо од Кратово, нели, што го носеа на носилки, така натака. Бил згрозен и така, знаете. Ворете да бидете згрозени, меѓутоа секој би бил згрозен, значи тоа е човечко чувство, човечка особина, меѓутоа вие сте политичар, вие мора да носите одговорност за таа работа. Председателот, министерот за здравство, премиерот, некаде сте затаиле. Мора некој да носи одговорност. И не може да бегате од одговорност. Го слушам премиерот, нема да поднесам оставка и нема да барам одговорност. Па какво е тоа однесување? Значи, мора да понесете одговорност. Како да не понесете одговорност? Научен на амнестирање? Ама не. Па да, тој е навикнат на амнестирање, меѓутоа тоа не е системот кој што треба да владае во едно демократско општество. Па ќе речем, ние сме далеко од демократија, ние претендираме да бидеме нешто. Меѓутоа, каков е тој однос? Нема да побарам одговорност. Значи, најмалку што може да направите да побарате одговорност, да ја испитате работата. Ако нешто не е превземено, веднаш да се носи одговорност. Во најмала рака политичка одговорност. И пак ќе речем јас. Голем е проблем кај нас во Македонија, генерално, што кај нас цело време можеби се носи некоја политичка одговорност на избори, меѓутоа изостанува кривичната одговорност. Изостанува кривичната одговорност. Таа треба да биде како мерка за секој функционер што утре ќе биде на функција да знае дека не смее да ги крши правилата, дека не смее да ги пречекорува властувањата, дека мора да се грижи за граѓаните. Тие граѓани плата даваат на тој функционер. И сега тој човек, да речеме, еве го, ќе го земам конкретно од Кратово, од каде беше, од некое село, плаќач на данок и така натака. Државата мора да му обезбеди здравствени услуги на човекот. Да бара човекот, докторот, превоз и сите да се амнестираат од одговорност и да вика јас не знам, не сум надлежен. Па кој е надлежен? Кој е надлежен и зошто немаме надлежен? Еве во тие 5 часа дека траела спасувачката акција,
и го носеле човекот на носилки. Биле информирани и Министерството за внатрешни и против пожарните служби, Центарот за управување со кризи. Наводно била информирана и армијата, иако председателот Пендаровски изјави дека не била, меѓутоа сепак имаше изјава дека била побарана помош и од армијата. Како се доведовме до овој степен? Премиерот Заев најавуваше пред 2 години, нели испадна после скандал и афера, набавка на 2 хеликоптери, кои што држава ќе чинеат 70 милиони евра. Па кај се хеликоптери? Сума, вие сте воено лице, знаете дека со 70 милиони евра не 2 може да се земат 10 хеликоптери. Па сега од Airbus. Зошто не беше употребен, не беа полициските хеликоптери? Па зошто не беше употребен? Пак ќе речем, потврдење на комплетниот систем. Во моментов немаме прогласена кризна состојба на цела држава. И токму здравствената криза, односно здравствената состојба е причина за прогласување на криза. Нели рековме, се загрозува здравјето. Кога ќе биде загрозено здравјето во поголема мерка, тоа веќе представува безбедност на закана. И тогаш се активира тој кризен менеджмент, тој центар за управување со кризи, односно каде што е поставен генералот Стојан Чангелов. Значи, тој е главниот. Таму се слеваат сите информации и побарување и така натака. Од таму треба да произлезат сите понатамошни ангажмани на сите институции, затоа што сме кризна состојба. Јас не знам дали било упатено до армијата, сега пак ќе речем, не гостувам во име на армијата, иако верувам дека ако било упатено до армијата, дека сигурно ќе било ангажирано некакво средство, дали ќе било тоа хеликоптер. Но тогаш треба да се бара одговорност од Центарот за управување со кризи, зашто не ја контактирала армијата. Затоа реков, значи не може да се амнестираме и да викаме не бараме одговорност. Како не бараме одговорност? Па мора да бараме одговорност. Ако е така, тогаш зошто имаме институции? Како без одговорност да бараме? Ви имате мртов човек. Мртов човек. И нема одговорност. До кога така ќе одиме ние? 4000 мртви имаме на пандемијата, пак немаме одговорност од никого. Во цел свет вика било пандемија и секаде умирали. Така е да, во цел свет е, меѓутоа не умираат со таа рата на и со толкава смртност. Сте се запрашале ли зошто е така? Јас не сум експерт по здравство, ама ги гледам бројките. И кога ќе се споредат тие бројки, се гледа дека состојбата е катастрофална, поразителна. И се замајуваме, се дефокусираме со други работи. Еве почна вакцинацијата масовна. Која масовна вакцинација со 20.000? Па едно Рачиново не може да го вакцинирате со 20.000. Што зборувате? Каква вакцинација масовна? Купивме ли вакцини, не купивме вакцини? Да не беа браќата Срби да ни дадат нешто, толку ќе беше. Тие и ковакс механизмот. Некоја вакцина што ни потврдија така да не бидеме без што се вика без ништо. Еве ако се оди со некоја рата на вакцинирање како што е предвидено, да кажеме, кога тоа би се организирало на начин на кој што би се организирало, нели во недела стигна и ги одлагавме, не во среда, во петок, не во петок, во понеделник вакцинацијата ќе почне. Ние до тогаш требаше да ги истрошиме, требаше се да биде извакцинирано. Нели бевме држава со најподготвен систем. Така барем министерот зборуваше. Не оценила некоја институција дека сме држава со најподготвен систем. Која институција не оцени дека сме со најподготвен систем? Па еви да не оцениле. Зошто тоа не го демонстрираме и не го покажеме? Факт е дека системот потврди, не успеаја и тоа е поради неспособност. И втората работа е затоа што се алчни за пари и за провизии. Денеска слушам дека повторно не знаеме кога ќе дојдат кинеските вакцини. Зошто нема да дојдат? И зошто не знаеме кога ќе дојдат? Имаше официјални документи, беа објавени исто од опозицијата, по која цена планирала нашата власт да набавува вакцини преку сомнителни компании. Потоа реагирала Народна република Кина, преку својата испостава амбасада тука, за да се стопира тој договор. И ни го врати авансот. Како штета за нашата држава. Други држави се грижат за нашиот буџет. Затоа што знаат дека се работи станува збор за криминална активност и затоа не ги враќаат. Тоа се големи сериозни држави. Кина. Таа Кина ќе влезе во договор со некоја структура како што ја имаме моментално, за да си нанесе штета на угледот за 100 за 200.000 вакцини за 5-6 милиони евра. Што се 5-6 милиони евра за Кина?
За нашиве се, меѓутоа за Кина не се ништо. Репутацијата односно меѓународниот углед Кина нема да си дозволи да си го наруши. Со нашиве структури кои што мислат дека еде, како викаат, лако ќемо ми то, нели, имаше една таква. Така да, од тие причини, јас верувам дека да, постои голема побарувачка на пазарот, меѓутоа ако на време се тргнало, еве имаме примерот со соседството. Тргнаа луѓето на време, председателот Вучич, нивната структура на власт, тргнаа на време, еве ги сега ќе произведуваат. Два типа на различни вакцини ќе произведуваат. До таму стигнаа. А ние уште се мачиме за еден месец. ние уште се мачиме да добиеме некоја вакцина, ако некој ни фрли, ако ни се смилу. Ајде да ги видиме сега и бугарскиот може ќе ни ги даде господинот Бојко Борисов тие 5000 што ги вети. Имаме преку 4000 починати. Страшно голема бројка. Тоа се преку 4000 човечки судбини. Имаме и еден од последните случаи, возачот на брза помош од Прилеп. Човек кој што децении го работел тоа што го работел, секојдневно го загрозувал неговиот живот за да стигне што побрзо да пренесе човек, да спаси човечки живот. На крај се организираше кампања да се собера средства за тоа што тој се лекуваше во Facebook, приватна да. клиника. За жал. Како држава ги остави на маргините луѓето кои што не смееше да ги остави? Зошто, еве, вклучително и армијата не беше вклучена, говорам за оној медицински персонал, затоа што ако земеме предвид, ние постоиме како држава 30 години. Довербата на луѓето секогаш паѓала кон собранието, кон владата, кон министри, кон полиција. Меѓутоа, секогаш има континуитет армијата. Луѓето најголема доверба имаат во армијата. Зошто армијата некако беше оставена на страна? Беше повикана како воени полицајци да стојат пред објекти, пред банки, меѓутоа армијата има страшен медицински персонал. Па видете сега, јас не сум експерт за, пак ќе речем, за здравство и да кажувам во кој дел може армијата да помогне, меѓутоа факт е дека да, тоа што беше ангажирана армијата како чувари, како обезбедувачи и така натака, тоа е сосема несоодветно, да кажеме, за една демократска држава. Не се сеќавам во некоја друга демократска држава армијата да беше излезена на улици и да спроведува ред и мир, јавен ред и мир да држава, тоа е така. Дури потсетува на едно друго време, ајде ќе рече народот добро е што ајде пак имаме значи армија на улици, имаме доверба во неа, меѓутоа во демократските системи армијата не може да биде употребувана на улиците и околу објекти и така натака. Меѓутоа, она што го прашувате поврзано со армиските капацитети во делот односно на здравствените армиски капацитети, треба, мислам, тоа веќе јавно објавено, знаете дека воената болница се трансформира во градска болница и практично целиот персонал, наш да речем, односно армиски персонал здравствен во тој период кога била трансформацијата има преминато во јавното здравство, да речеме. Еден сосема мал дел остана за потребите на армијата. Сега не се искористија периодот, што го реков, летниот период, кога требаше да се реновираат здравствени капацитети, амбуланти, воени амбуланти, по гарнизоните што ги има, стационарите, значи за сместување на болни и така натака. Ето, тука можеше да се интервенира и така требаше да се интервенира. Значи, не требаше тие монтажни и така натака што ги правеа, знаете, како имаше брако ќе па така, добиеше. за тоа зборувам, значи, затоа што одредени структури изгледа дебело се нафатираа користејќи кризава. А ова можеше да се реновираат армиски капацитети, здравствени, ем за потребите на граѓаните, ем на крајот тоа ќе останеше за потребите на армијата. И тоа ќе беше полн погодок. И јас верувам дека граѓаните кога ќе биле третирани во такви установи, дека ќе добивале соодветната нега и така. И сега, зошто тоа така не се направи, не можам да кажам, па ќе речем, тоа станува збор, односно проценка на кризниот менеджмент, кој што носи одлуки за таа работа. Зошто тоа така не е направено, не знам. Кога сме веќе кај армијава и за тоа како се инвестира и колку се инвестира,
Ние сме членка на НАТО повеќе од една година. Ние си уште немаме наш представник во Брисел. Се уште нема, така е, да. Јас, нели, прославивме и година дена, за жал во оваа ситуација, колку што може човек да рече дека сме славеле. Меѓутоа, да речеме, одбележавме година дена членство во НАТО, меѓутоа се уште немаме представник. Како да не сватат еве нашите стратешки партнери сериозно, кога не можеме ние да ги удостоиме да испратиме наш представник со кој што ќе контактираат и комуницираат на дневно ниво? Па не може да не сватат сериозно. Дефинитивно дека не може да не сватат сериозно. Вие да немате највисок воен представник кој што ви е предвидено место. Значи не е само година дена, ние година дена сме членка, меѓутоа тоа место таму е отворено од порано, значи и порано сме имале ние таму највисок воен представник. Така да поразително, што да кажам, мислам да така еден несериозен однос, еден несериозен пристап кон тоа прашање, дури неколку пати го вадевме и на пресконференција, прашувавме и така натаму. Еве не мора ништо да ни одговорат. Каде погрешиле, која погрешил процедурата, зошто го номинирале лицето без да ги поминат сите процедури. Еве нека пратат било кој. Ама да имаме таму човек. Да, ние номиниравме десетина души на кои што не им беа издадени НАТО безбедносни сертификати, затоа што имале контакт со служби кои што се работат против интересите на НАТО. Не би можел сега да кажам зошто не се издадени сертификатите, пак ќе речам има многу основи по кои што може да не се издадат. Тоа се сериозни така проверки кои што се прават. Меѓутоа факт е дека можно да дојде до злоупотреба и политичко влијание во. Видете, искрено после сите овие случаи со документи, искрено па и оправдани се сомнежите на НАТО дека ние можеме да ги контаминираме. Реков јас, овој случај ќе не ја фрли државата на колена. Мислам, кој не ја разбира магнитудата од девастацијата што се случи со ова, со овој случај првиот што го спомнавме денеска со пасошите. Мислам дека треба стварно, навистина треба сите да се позамислиме малку каде тераме и до кога вака ќе тераме. Мислам, ова е страшно. Еве исто имаме ситуација, ние значи се уште немаме амбасадор во најмоќната држава во светот. Ние немаме амбасадор во Вашингтон. Немаме наш амбасадор во Обединетите нации. Еве рекоа дека ќе го пратат, тој што го одбија од Вашингтон ќе го прателе во Њујорк. Колку е тоа сериозно? Тоа е пак несериозно. Вие ја навредувате организацијата за Обединетите нации. Како сега Соединетите американски држави го одбиваат човекот, односно не издаваат акредитација, односно акредитивите, и сега вие го праќате човекот од Вашингтон во Њујорк. Тоа не е сериозно. Како тоа? Значи, ако веќе човекот ви е вратен, значи има зошто е вратен. Тргнете го, само тој ли е човек или треба сега да му завршите нешто работа за тоа што сте му должни. Тргнете го. Значи, кога веќе не поминал, има зошто не поминал. Знаеме сите, сите јавни се тие работи веќе, достапни се. Знаеме за каков човек станува збор. Јас не сакам да зборувам сега за лица, меѓутоа постапките негови што биле во изминатиот период се јавно достапни за јавност. Сега Соединетите американски држави, најмоќната држава во светот, ви го враќаат, нашиот стратешки партнер ви го враќа таму и вие сега пак на сила го праќате во Њујорк. Како е тоа однесување? Тоа е пак поразително, че со сила се тераат работите. На сила се тераат работите. 4 години големи афери и скандали. Вие неодамна во една друга емисија побаравте одговор од министерот за внатрешни, господинот Оливер Спасовски, околу оние случувања во собранието на 27 април и употребата на оружје од страна на сегашниот директор на БЈБ, на снимка, подсетиме на која што тој му се обрати на Зоран Заев со председател. Во тој момент Зоран Заев беше председател само на Социјалдемократскиот сојуз и ништо повеќе. Така. Зошто уште нема одговорност за употреба на огнено оружје? Видете, јас поставив прашање, пред некој ден го поставив прашањето на министерот за внатрешни работи, зошто, односно прво дали има постапка за внесување прво на оружје во собранието на Република Македонија и за употреба на огнено оружје, значи пукање
во собрание, знаете, во затворена просторија пукате. Секој што малку ракува со оружје знае што значи тоа кога пукате во затворена просторија. Значи постои голема опасност од рикошет и така натаму, некој може да настрада. Сега, каде е одговорот на министерот Спасовски беше да човекот пукал и тој постапил правилно, го заштитил уставот, односно уставниот поредок и ги спасил од сигурна смрт. Парафразирам сега. Тоа беше одговорот во таа насока одеше. Ај сега да видиме што вика законот. Законот вика дека во собранието не можете да внесете оружје ако не сте дел од собраниското обезбедување. Значи забрането е да внесете оружје ако не сте дел од собраниско обезбедување. Тоа е законодавен дом на Република Македонија. И тамо не важат полициските овластувања. Не можете вие на тој начин, како што тоа го правдате, да го... Значи, како што го презентирате, да го оправдате. Кој уставно уредување го заштити? Кој устав го заштити? Со пукањето. Вие не можете со кршење на еден закон да оправдувате кривично дело. Тој човек прекршил закон, внесол оружје и пукал. Значи употребил оружје, огнено оружје употребил. И сега вие тоа го оправдувате. А законот тоа го забранува. Од друга страна, што имате? Имате човек кој што за една клоца, сега да не ги споменувам имињата на луѓето од 27-ми, лежат по 10 години, по 15 години и се осудени за тероризам. Тероризам. Простете ми, нека не се наврадат и обвинителите, истражителите и кои уште се не биле вклучени во тие истраги и судиите. Тероризам. Каква сме ние држава? Ми имаме највеќе терористи затворени по глава на жител во моментов. Но што личи тоа? За една клоца 10-15 години, па нека одлежи за удирање на клоца, нека одлежи за тоа дело за кое што е, што го направил. Не може да го судите човекот за тероризам. Знаете ли што е тероризам? Како луѓето да се од ИСИС. Па тие не лежат по толку. Само ова е нечуено. И зошто ова се случувало цело време? Тоа е интересно. Не, сега зошто се случувало ова време? Значи, господинот што е моментално директор на БЈБ внесол оружје, така? Да. Зошто внесол оружје? Знаел дека нешто ќе се случи? Така? Зошто би внеле вие оружје во собрание, ако знаете, значи зошто би внеле? Значи вие треба да знаете дека нешто ќе се случи. Инаку по кој основ ќе внесете оружје? Друга работа. Ако бил режим во тоа време, како што викаат, како тоа режимот му дозволил да внесе оружје? Ако било режим, значи немало да му било дозволено да внесе оружје. Значи мириса работа. И работава мириса на кај Социјалдемократскиот сојуз. И тоа треба добро да се запрашаат сите тие истражители и обвинители. Кој се е вмешан за таа работа? Не може да се фрла целата работа на една структура. Тоа е моето скромно мислење. Мислите ли дека некако ќе се отворат повторно тие предмети? Ќе има нови пресуди? Па не би можел да кажам дали ќе се отворат или нема да се отворат. Меѓутоа мора да има правдина. Правдина мора да има и мора да се најде некој начин. Мора да се најде некој начин за да тоа, за правдината да излезе на виделина. Оти се гледа дека вака не оди. Вака се, да, интересно за во овие случаи, да, луѓето се затворени за тероризам, а ние имаме повратници од боиштата. И Сирија, и Ирак, и Авганистан, луѓе што биле во ИСИС, што во моментов се е во некоја фаза на ресоциализација во општеството. Да. Луѓе што биле на вистина терористи. Така е. Така е, па токму тоа го зборувам. И овие луѓе сега разбираат ли што направиле и кого осудиле за тероризам. За едно скубнување на коса 5 години. 5 години затвор. Знаете какво дело е 5 години, некој да ви даде. Што треба да сте направиле 5 години да одлежите? 15. Тероризам. Овие вистинските терористи се слободни, а другите се затворени. Така? На што личи тоа? Тоа е дискриминацијата, така да ја наречам. Никога се
има впечаток дека безбедносните служби во држава се пред колапс. Имаме бројни ситуации покрај овие скандали и афери да вечерва во 20 часот започнува полициски час. Голем дел од полициските станици немаат ни возила за да излезат на терен. Таков пример е конкретно за општина Центар, каде што градоначалникот им отстапува 3 своји возила од општината на полициската станица Беко за да можат да се вршат работата полицајците. Ја видов таа објава, да. Па ме изненади да ви кажам. Јас искрено кажано очекував дека не е една единствена општина. Да. Тоа е речиси во сите. ме изненади, мислев дека полицијата доста се опреми со. Да, меѓутоа конкретно периодов и гледаме баш и во Скопје дека веќе сите возила на полицијата се оние гранична полиција кои што се донации од да. Да, од наши Европска стратешки унија, партнери. Да, така е, да. Па не знам сега со кои капацитети располага полицијата, тоа се веќе и оперативни податоци, дури да би ги имал, не би можел да ги зборувам, меѓутоа немам едноставно пристап до тие работи, ама Ние конкретно пример, да, објавува градоначалникот на општина Центар, господина Саша Богдан, дека отстапува да, малце три возила. Не малце, малку е тоа така не убаво, не умесно за една организација, вие сте Министерство за внатрешни работи. Сега земате од општината, а општината утре со што ќе работи? Така и ги земате на општината возилата, тие се предвидени за неа. Не знам, не би можел тоа да го искоментирам. Година и повеќе кризата се уште трае, секој ден е моментално сме пикот на третиот бран. Се поголема и поголема криза, некако ќе извлечеме ли како држава заклучоци од се она што ни се случи за да бидеме еднаш веќе нормална, функционална држава со нормални органи. Мораме, мислам дека ова е последна шанса кај што можеме да нешто да направиме. Иако верувам дека сме потонати, дури дното дека е пробиено и тоа неколку пати за жал. А мораме да извлечеме поуки. Поуки не извлековме и од многу претходни кризи, да речеме. Сега ќе спомнам, јас можам на мој терен да зборувам, да речеме, од кризата од 2001, која што не е само воена криза, него беше баш на криза, државна криза, од која што страдаше и државата и општеството и така натаму. Значи, по многу параметри страдаше нашата заедница, така да ја наречам. Не извлековме поуки од тоа, едноставно дозволивме да се развива работата во погрешен правец, од тогаш па наваму. Еден период малку закрепнавме, па ќе речам во периодот на ВМРО ДПМН државата закрепна, се врати малку и духот, институциите зајакна и така натаму. Меѓутоа, во моментов гледаме дека државата е пред колапс и не знам што треба навистина се случи за да застанеме, значи да си признаеме право нешто што треба да направиме, да си признаеме, да кажеме дека луѓе ова веќе вака не оди, мора да ставиме точка на таа работа, да се соземеме, да размислиме и да седнеме да се договориме каде ќе водиме државата понатаму. Јас би ја поздравил средбата на двајцата председатели на партиите за тоа што Ако не дојдеше до таа средба, сега ќе имавме седми ден попис. Токму затоа сакам да го кажам тоа, затоа што ако се обстанеше на тврдоглавоста, да речем, и на инаетот на председателот Зоран Заев за терање на попис по било која цена, по секоја цена, за исполнување на желбите на неговиот партнер од ДУИ, мислам дека ќе имавме дополнителна експлозија, дополнително крахирање на системот и не знам кај ќе не одведеше тоа. И затоа викам дека е многу добро што тоа се случи, колку толку барем преовладеа разумот, да се престане со таа работа, да не се турка на сила, каде што има, како вика, каде има слуга, има и Бога, треба да седнеме да се договориме на вистина, затоа што пред сам крај сме, да речем. Кој како сака нека кажува и нека размислува и нека објаснува и нека дефокусира, меѓутоа самите тие што тоа го прават знаат дека тоа не е така.
и дека е време да заминат тие структури. Без разлика дали некој припаѓа на СДСМ, на ВМРО, на ДУИ, на Алијанса и така натаму, ние граѓаните, односно граѓаните, на крајот на криштата не ги интересира. Не би требало да ги интересира кој е на власт. Граѓанинот треба да се интересира за сосема обични работи, споредни работи, речем основни работи што се за него. Не треба да се занимава со политика. Ние во моментов го имаме секој граѓанин да каде и да седнете, со кого и да седнете, веќе вториот муабет ви е за политика. Тоа не е добро. Значи, луѓето треба да се занимаваат со други работи, не со политика. Политиката треба да ја остават на искусни, на стручни лица, некако на овие сега што се да речеме по 30 години во политика, ја земете Шекеринска, 30 години. Сега, да не рече некој дека ја споменувам само така, меѓутоа 30 години во политика, земете го Зоран Заев, од градоначалник, не знам веќе колку седне функции имаат и споменете од тие луѓе, па и Стево Пендаровски земете. Значи, тие лица веќе треба да сватат дека време е да заминат од политичката сцена и да ја препуштат сцената на млади, перспективни и патриотски ориентирани кадри, кои што треба да си ја земат државата, да си ја водат во подобро утре. И кои што ќе го направат тоа помирување помеѓу граѓаните. Затоа што ние моментално сме испокарани и по интеретничка и по интеретничка линија. Значи и по двете линии сме испокарани. Така да до тоа помирување мора да дојде порано или покасно. И тоа верувам дека граѓаните го чувствуваат како потреба. Меѓутоа пак ќе речам, ние немаме намера да правиме сојуз со криминалци. Криминалците треба да завршат во затвор, а тие што треба да ги наследат, треба да бидат во најмала рака чесни кадри. Ама навистина чесни кадри, некако тие што ги нудат чесни кадри. За крај, господине Ковачки, разговараме веќе 50 на минути. Некако се чини дека сето ова што го зборевме, сите овие афери, скандали, некако се отсликуваат, еве конкретно на последната анкета која што беше лиферувана, на која што ВМРО-ДПМН има предност од 4,1% пред Социјалдемократскиот сојуз. Дали ова најава за некаква промена што веќе започна и на локалните избори кои што ќе се одржат втората половина на октомври? Верувам дека е најава и верувам дека промената ќе се случи многу брзо. Мора да се случи промената затоа што ако остане вака, мислам, ние ќе ставиме клуч на државата. Верувајте дека ќе ставиме клуч на државата ако останат овие. Мора да направиме се што е во наша моќ, нормално политичка моќ, да бидат заменети со соодветни кадри, а тие да бидат изнесени пред лицето на правдата и да одговараат за се што го направи на државата. Анкетите се една работа, на крај граѓаните ќе си го кажат своето на избори и јас верувам дека граѓаните знаат, веќе свесни се што нуди оваа структура на власт, а што има да понуди нашава партија со наши кадри. Ние многу брзо ќе излеземе и со кандидати, со програми и така натаму, така да ќе видат граѓаните една сериозна разлика помеѓу нас и помеѓу нив. И навистина ценам дека што побрзо дојде до таа промена, подобро за Македонија. Оти секој ден плюс останување на оваа структура на власт е голем минус за државата. И верувам дека граѓаните тоа го знаат. Мислам, нема потреба да им повторуваме повеќе, затоа што свесни се луѓето, веќе се изморени од политика, 30 години ги, знаете, една структура, друга структура и така натаму. Мислам дека веќе се свесни и знаат и нема да дозволат повторно да бидат прелажани, да бидат лажани како што беа излажани последниот пат, односно последниве неколку пати од страна на овие структури кои што гледаме дека немаат ништо свето. Практично немаат ни национално чувство, немаат никакво чувство во суштина. Тие едноставно имаат чувство само за парите, знаете. Тоа е единственото чувство како да се догребат до парите. Очекувате ли предвремени парламентарни заедно со локалните? Лично не очекувам, меѓутоа не знам, сите опции се во игра. Меѓутоа лично не очекувам. Поред, ви благодарам на гостувањето, на одвоеното време.
Благодарам и на поканата и се надам дека на слушателите им беше пријатно да не слушнат. Благодарам уште еднаш. Тоа беше најновото издание на емисијата Филибастер. Имајте убава вечер.